Го следите дневникот на К1 телевизија. Што се подготви информативната редакција, ќе погледнете веднаш по најавите. Останете со нас, ќе ги видите најновите информации, настани избиднувања од Вардарскот и Квешкиот регион, Македонија, светот и спортот. Локалната власт потранспарентна од централната, веле се лидер по транспарентно работење. Винските визби ја исплатија последната рата на лозарите од 40% за купеното грозје од ланската реколта. Четврти мотособир во организација на мотоклуб МЦЦ Свети Николе. Според истражувањето на Центарот за граѓанска комуникација, општина Велес е најтранспарентната општина во работењето. Според анализата, институциите објавуваат најмногу информации од областа на пристапот до информации, а најмалку од областа на буџетската и финансиската транспарентност. Дијана Иванова на оваа тема. Најтранспарентна институција во Македонија е општина Велес со индекс на транспарентност од 83,6%. Според истражувањето на Центарот за граѓанска комуникација заедно со општините Битола и Струмица, се единствените институции во Македонија кои кога станува збор за отчетноста кон граѓаните се оценети како многу добри. Велес е прво рангирана во конкуренција од 97 општини и државни институции. Тука се мисли секако на министерствата. Ова практично значи дека граѓаните на Велес се најмногу информирани за податокот каде општината ги троши нивните пари. Граѓаните се информирани за сите проекти и плаќања кои ги врши локалната самоуправа во текот на годината. Според Центарот за граѓански комуникации, кој го изврши ова истражување. Активната транспарентност и помага на институцијата да биде поодговорна, односно поподготвена во трошењето на јавните пари. Според планските региони, најтранспарентен е Пелагонискиот со индекс на транспарентност од 50,9%. Ниското ниво на транспарентност на општините Росоман и Градско е причина Вардарскиот регион да се најде на 5-то место. Ние сме подготвени како општина која е лидер, гледате по процентот, односно подобиените проценти на прво место сме од сите општини, ќе им помогнеме на нашите соседни општини и јас се надевам дека по испитувањето во текот нивниот период кој да го изведува ова испитување, дека ќе бидат значително подобрени резултатите во Вардарскиот регион. Општините се потранспарентни од министерствата и од владата. Најтранспарентна институција од централната власт е Министерството за локална самоуправа со индекс на транспарентност од 71,4%. Анализата покажува дека институциите објавуваат многу повеќе информации од областа на пристапот до информации, а многу помалку од областа на буџетската и финансиската транспарентност. Винските визби на лозарите им ја платија последната рата од 40% за купеното грозје од ланската реколта. Првата рата од 20% беше исплатена до 15 декември, втората од 40% до 15 февруари, а последниот износ требаше да се исплати до крајот на април следната година. Винските визби со исклучок на повардарија го запазија рокот и навреме ја исплатија и последната трета рата на лозарите, односно преостанатите 40% за купеното грозје од ланската реколта. Според законот, рокот за исплатата е од 6 месеци и на 3 рати од превземањето на откупениот род. Првата рата од 20% се плаќа до 15 декември, втората од 40% најдоцна до 15 февруари и последниот износ до крајот на април следната година. Винарската визба по Вардарија поради неисплатената втора рата ја загуби лиценцата за откуп на грозје и е избришена од регистарот на производители на вино. Во Македонија лани беа собрани 180 милиони килограми винско грозје. Дел се извезува во странство, а поголемиот дел останува и се преработува во домашните вински визби.
Полициската станица од општа надлежност Кавадарци спроведе превентивна акција за собствениците и возачите на трактори и друга земјоделска механизација. Со оглед на тоа што овие возила се вклучуваат во јавниот сообраќај, тие мора да бидат технички исправни, регистрирани и осигурени, а возачот треба да поседува важечка возачка дозвола. Мартина Митков со деталите. Вашата безбедност и безбедноста на останатите учесници во сообраќајот не помалку зависи од системот за управување на возилото. Само доколку тој е исправен, возилото може да го движите во саканиот правец. Во спротивно не чекајте, веднаш возилото однесете го во овластен сервис. Ова се дел од правилата кои возачите треба да ги знаат и да ги применуваат. За таа цел одделот за превенција при Кавадаречката полиција спроведе превентивна акција за контрола и исправност на тракторите со цел да се изнајде решение за регистрација на истите, кои физичките или приватните лица ги поседуваат и ги користат најмногу овој период од годината за обавување на различни земјоделски работи, а за кои немаат комплетна документација. Акцијата се спроведе заедно со една осигурителна компанија која на возачите им подели флуоресцентни елеци за безбедно учество во сообраќајот. Повели, ово е елек што ќе ви користи вас за време на воžњата. Да ве подсетиме дека тракторот треба да го регистрирате. Цената не е многу скапа за регистрација. 3600, 3700 така нешто беше. Регистрирам и моторот дека го регистрирам. Се регистрирам ја, Значи, убаво е да се обратите во компанијата, да се направите осигурување чисто за ваша безбедност и за другите сообраќаи. Зголемениот опфат на регистрирани возила или трактори ќе придонесе за подобра контрола и зголемување на безбедноста во сообраќајот. Дел од интервјуираните возачи на трактори велат дека само со исправна и регистрирана земјоделска механизација се осигурува безбедноста на сите учесници во сообраќајот. Еве излеваме на патиште, одиме на отворен пат и треба да биде исправно возилото. Не исправено возило, кај ќе одиме? И било што и трактор, и кола, и мотор, се регистрираме редовно, мора. Заради безбедноста на мојата и на останатите сообраќајачи заедно сите. Да, и приколица се регистрираме и трактор, тоа заедно. Сето одесе со трактор, ама сега сум приморан, пошто не можеме да работиме. Да, исправно цело време, исправно возилото мора да биде, сигнализација се. Со продолжување на ваквите превентивни активности ќе се придонесе кон подобрување на состојбите со огромниот број на нерегистрирани трактори, бидејќи според анализите тие се најголеми причинители за сообраќајни несреќи, а исто така најголема причина за нерегистрирањето е непостоење соодветни докази за сопственост и потекло на возилото. Пеесетичетвртите рацинови средби традиционално и оваа година ќе бидат отворени со изложбата Грнчарски средби во ликовниот салон. На репертоарот на манифестацијата се и беседата на Рацин и уметничкиот перформанс Бесмртна. Валентина Михайловска има подетелно. Со отворање на изложбата Грнчарски средби во ликовниот салон ќе започне 54-тото издание на манифестацијата Рацинови средби на 9 јуни. На спомен костурницата предвидена е беседа за Рацин, положување цвеќе и уметнички перформанс Бесмртна, информира Васил Зафирчев. Веќе во 21:30 часот ќе следува свеченото затворање на Рациновите средби, 54-ти поред, со уметничкиот перформанс Азбучарење по Рацин, втор дел, на кој што ќе учествуваат актерите Кети Борисовски, Жарко Спасовски, пејачите Орхидеја Дукова и Мики Секуловски и Советот на млади на општина Велес. На истото очекуваме да има поздравно обраќање и градоначалникот на Велес, господинот Славчо Чадиев. Манифестацијата ќе продолжи на 10 јуни на малата сцена на Велешкиот театар во 11 часот, када ќе биде промовирана наградената стихозбирка Антологија на болката, додека во 20 часот на истата локација ќе настапат учениците на рецитаторскиот конкурс, при што ќе бидат доделени и наградите. Затворањето е предвидено во 21 часот и 30 минути во големата сала на театарот. Свечено ќе бидат доделени Рациновото и почестното Рациново признание, ќе ги проследиме портретите на добитниците, а во нивна чест концерт ќе одржи светски познатиот македонски пианист Дино Имери. На ова ќе му претходи вториот дел од уметничкиот перформанс Азбучарење по Рацин, на кој учество ќе земат актери од Велешкиот театар Орхидеја Дукова, Мики Секуловски и Советот на млади на општина Велес.
Велешани сакаат квалитетни спортски надпревари. Доказ за ова е се помасовната посетеност на спортските надпревари кои се одржуваат во општината. Велес има спортска традиција, ова го велат велешани во анкетата која направи колешката Ања Василева. Велешани се желни за квалитетни спортски надпревари. Доказ за ова е вчерашниот надпревар помеѓу градскиот ракометен клуб Борец и Вардар, кога во спортската сала Гемиџи имаше преку 3000 љубители на ракометот, но се бараше и место повеќе. И повозрастните љубители на спортот не паметат од кога овој спортски храм не бил толку исполнет. Анкетираните велешани велат уште еднаш се покажало дека кога има сигурни финансии, успесите се неизбежни. Велес, јас го познам во нашите години, во моите години, еден најспортски град. Да го мериме со Скопје, со Битола, Куманово и општо. Па мислам дека може да се вложи и Велес мислам живее за ракометот. Мислам дека треба да се вложи. Јас умеете, како што реков, значи тренирам карате то веќе 16 години скоро. Значи нема. Значи, но секој сам се си обезбедува. Треба малку повеќе да инвестираат. И спортот ни донесува поголема радост него се друго во животот. Некоја фирма ако така не е лош, да вложи, зашто не. Убаво е тоа. Ако има да се вложи у нешто, тогаш ќе успее. Ако нема, нема успее. Нормална работа. Кога станува збор за финансиската поддршка на општинските клубови, Велес може да се пофали со активностите на локалната самоуправа. Таа финансиски стои за ракометниот и одбојкарскиот клуб. Примерот на сопственикот на Брако кој ги финансира двата фудбалски клуба Борец и Гемиџи. Велешани очекуваат да биде поттик и за другите бизнисмени да почнат да вложуваат во спортот, бидејќи секој спортски успех е промоција на Велес и Македонија, а спортските фанови знаат тоа да го наградат. Викендов во Свети Николе ќе се одржи четвртиот мотособир во организација на мотоклуб МЦЦ Свети Николе. Од година во година овој настан станува се помасовен, а освен моторџи од Република Македонија, гости има и од соседните земји. Освен забавниот дел, и оваа година нема да изостане ниту хуманоста. Повеќе во прилогот. Во тек се подготовките за четвртиот мотособир во организација на мотоклуб МЦЦ Свети Николе. И годинава збирното место ќе биде во новиот градски парк во Свети Николе. Адреналинот и добрата забава и оваа година се загарантирани, вели Борче Серафимовски, председател на клубот. Почетокот на забавата ќе ги означат добро познатите игри кои ги подготвуваат за моторџиите. Во 18:30 ќе се одржи дефилето низ градот. Минатата година, само ако подсетување ќе кажем дека учествува околу 450 мотори. Се надеваме дека оваа година ќе бидеме така масовни. Потоа, по завршување на дефилето се враќаме повторно на локацијата каде што ќе се одржува мотособирот и веќе од 19:30 започнува музичкиот дел со настапот на првата група Hotline од Штип, се до 22 часот. Во 22 часот значи ќе следува наше обраќање и делење на благодарници за присутните мотоклубови, јавно евено за благодарување за сите тие што се на местото на настанот, така да во 22:30 часот започнува настапот на групата Рибле чорба. И оваа година мотособирот ќе има хуманитарен карактер. Како мотоклуб, нашата целна група се најмладите, вели Серафимовски. Секогаш кога е потребно, ние се трудиме максимално да помогнеме. Така ќе биде и овој пат. И минатата година имавме една хуманитарна акција во текот на одржување на собирот. Оваа година повторно одиме со уште една хуманитарна акција. Се работи за едно младо момче од Свети Николе на кого му е потребна финансиска помош за лекување, така да оваа година овој собир го посметуваме за него и апелираме до сите присутни кои што ќе бидат таму доколку се во можност да помогнат со соодветен прилог. На местата означени од наша страна ќе има ставено кутии кај што ќе можат да остават финансиски средства и сите тие средства ќе бидат дадени за помош на ова момче. Мотособирот ќе се одржи во сабота на 9 јуни во градскиот парк во Свети Николе. И годинава на мотособирот покрај моторџи од земјава, почесни гости ќе бидат и моторџиите од Австрија, Србија, Бугарија, Хрватска и Црнагора. Од мотоклубот МЦЦ Свети Николе повикуваат на дружење и одлична забава.
Улогата на националните агенции за картографија и катастар, приватниот геодетски сектор, како и универзитетите во процесот на управување со геопросторните е тема на 9-та регионална конференција на катастарот и инфраструктурата на просторни податоци, која се одржува денеска и утре во Скопје. Целта е воспоставување функционален катастар што ќе треба да ја гарантира собственоста, развојот на пазарот на недвижности, зголемениот број на трансакции и да го подобри урбанистичкото планирање и развојот на инфраструктурата и животната средина. Во продолжение вести од Македонија. По посетата на Брисел, председателот на ВМРО-ДПМН и поранешен премиер Никола Груевски заедно со партиска делегација присуствува на работната сесија во Будимпешта, која е во организација на унгарскиот премиер Виктор Орбан со десничарските партии од Балканот. Освен Груевски, присуствуваа поранишниот премиер и председател на Словеничката демократска партија Јанес Јанша, Небојша Стефановиќ од Србија, поранишниот премиер на Албанија Сали Бериша, како и представници од други политички партии. Темата на работната сесија е интеграција на Балканот, постигнување на стабилност и глобалните предизвици со кои се соочува регионот. Председателот на владата на Република Македонија Зоран Заев наредната недела патува за Брисел. Освен во Европската комисија, тој ќе има приеми во седиштето на НАТО. Покрај средбата со високата представничка на Европската унија Федерика Могерини и еврокомесарот за преговори за проширување Јоханес Хан, предвидено е да се сретне со генералниот секретар на НАТО Јанс Столтенберг. Според најавите од Алијансата, Заев на оваа средба се очекува да биде придружуван и од новата министерка за одбрана Радмила Шекеринска, како и од шефот на македонската дипломатија Никола Димитров. Оваа средба може да биде искористена македонскиот премиер да го постави барањето што неодамна го пласираше како негова идеја во јавноста, а тоа е да се овозможи прием на Република Македонија во Алијансата, но под привремената референца поранешна Југословенска Република Македонија. Со оглед на тоа што земја во 2008 година ги има исполнето условите за членство во НАТО, но поради блокадата на Грција заради уставното име на Македонија, истото не може да се оствари. Поранешниот министер за транспорт и врски Владо Мисајловски на денешната пресконференција реагираше на како што види лажните бројки за автопати кои се градат во државава, искажани од премиерот Зоран Заев во интервју на националниот сервис. Заев во интервјуто на националниот сервис лажеше за бројот на автопати кои се градат. Односно, конкретно, дека не се работи на автопатот Кичев-Охрид. Се градат 3 автопати и ниту еден не е застанат со градба. Тоа може лесно да се провери на терен. Она што може да ги запре работите на терен, тоа е и сите оние автопати е неспособноста на СДСМ и антиреформската влада. Мисајловски одговорницата праша кој ќе ги гради новите 500 километри автопат, каде ќе се наоѓаат овие автопати и колку пари ќе чинат. Заев во интервјуто пред 2 дена рече и дека ќе се трошеле пари само на капитални инвестиции. Пред да смислува ваги кои без никаков проблем ќе ги кажува, треба прво да ги провери фактите и да види колку проекти за капитални инвестиции има во моментот. Кога ВМРО-ДПМН дојде на власт во 2006 година, не наследи ниту еден квалитетен проект за да може да се почне со некаква градба. Токму затоа изминатите години интензивно се работеше на документација за проектирање, покрај изградбата која е видлива на терен и секако дека може јавноста да ја види. Мисајловски рече дека во времето на СДСМ постоел само проектот Пола-Пола, кој се спроведувал на патарините низ Македонија. Граѓаните не сакаат лажни ветувања како она од 15 септември за вработување по еден член од семејството. Граѓаните, рече Мисајловски, очекуваат 500 километри нов автопат и минимална плата од 16.000 денари. Македонски државјанин е уапсен од страна на албанската полиција во пристанишниот град Драч, откако во возилото што го управувал била откриена голема количина марихуана. Во полициското соопштение стои дека дрогата била откриена при контрола со скенер на камион марка DAF пред неговото влегување во траектот кој се обраќал на релација Драч-Бари. Камионот транспортирал свежи крставици, а во кутиите биле и кесите со марихуана.
Возилото било натоварено во албанскиот град Лушња од компанијата овластена за извоз на зеленчук. Крајната дестинација на дрогата во тежина од 705 килограми била Холандија. Освен уапсениот македонец Кирил Ф35, полицијата трага по други 3 лица. Обединетото кралство денеска гласа на парламентарни избори. Избирачките места се отворени уште рано наутро, а ќе бидат затворени во 22 часот по британско време, кога ќе започне броењето на гласачките ливчиња. Се очекува да излезат околу 47 милиони лица, а ќе бидат избрани 650 пратеници. Двете најголеми партии се десната конзервативна партија на актуелната премиерка на Велика Британија Тереза Меј и левите лабористи на Джереми Корбин, а според анкетите на јавното мислење, партијата на Меј има предност пред лабористите. Во продолжение вести од светот. Нема повредени во експлозијата која се случила после полноќ во амбасадата на САД во Киев, соопштуваат од украинската полиција. Истражителите утврдија дека непознато лице фрлило експлозивна направа на територијата на дипломатската мисија, стоело во полициското соопштение, пренесуваат медиумите. Агенцијата ТАС пренесува дека потпралот на киевската полиција Оксана Блишик на Фејсбук објавила дека експлозијата на територијата на амбасадата на САД се третира како акт на тероризам. Американската амбасада засега е без реакција. Со 240 гласови на претендиците од владеачката партија на правдата и развој и на третата поголемина опозицијска сила во парламентот, партија на националистичката акција, турскиот парламент по итна постапка го усвои законот со кој се овозможува на армијата на Турција да испрати своји војници во Катар. Ваквата одлука на Анкара во западните медиуми се оценува како поддршка на Турција за Катар, кој пред 2 дена се најде под дипломатска и економска изолација од страна на повеќе арапски земји, кои ја обвинија Доха за поддршка на тероризмот и за финансирање на екстремни исламистички групи. Катар ги отфрли сите вакви обвинувања и најави подготвено за надминување на кризата преку диалог. Турција има добри односи со Катар, а двете земји го поддржуваат исламистичкото движење Муслиманско братство во Египет, како и сириските бунтовнички групи. Вардар се закити со уште една титула. Црвено-црните со 36:28 победија на гостувањето кај Борец и теоретски ја заверија круната шампиони на Македонија. Салата во Велес беше преполна, а велешани дојдаа да го видат европскиот шампион кој славеше рутинска победа во последното коло и ја освои 4-та титула оваа сезона. Во продолжение останатите информации од спортот. Нова титула за вардарци и на овој пат домашна. Ракометарите на Вардар го освоија и домашното првенство. Последниот надпревар го имаа против Велешки Борец. Очекувано резултатот беше во корист на европскиот шампион. Семафорот во салата на крајот од надпреварот застана на 28:36. Кај домашните на ефикасен беше Ивица Илиев со постигнати 5 погодеци, додека во редовите на Вардар беше Игор Караджик со 9 голови. Надпреварот се одигра во прекрасна атмосфера и пред полни трибини во спортската сала Гемиджи. Дарко Димитриевски вели дека чувството да се игра со еден европски шампион и тим како Вардар е одлично. Му честитаме на европскиот шампион Вардар. Се државме добро, игравме добро, додека имавме снага, му париравме на Вардар, потоа не нагази, не победи. Знаевме дека тоа ќе се случи, Вардар е Вардар. Му честитаме на победата и продолжуваме, го завршивме плейоф. Нашиот цел го остваривме да влеземе во плейоф, уште на почетокот го завршивме овој плейоф коректно, колку што можевме, толку ни беа шансите. Се надевам публиката е задоволна од нас, ние сме задоволни од публиката и продолжува, се надевам Борец ќе продолжи во истото темпо да игра во плейофот во Суперлигата. Капитенот на Вардар Стојанче Стоилов вели дека е горд на неговата екипа што успеа да освои покрај шампионска титула, да ги освои и останатите. Ние сме професионалци, ова не е обврска на нас. Треба да се заврши, треба да се почитуваат сите екипи, треба да се почитува македонското првенство. Од 4 можни, 4 освоивме. Како да се осеќам? Пресреќен сум и горд што сум дел од оваа екипа.
Надпреварот беше навистина добар, а и атмосферата исто така. Борец има навистина одлична публика, што се однесува на освоената титула. Оваа титула е за Македонија. Сите треба да бидат горди на овој успех, вели тренерот на Вардар Раул Гонзалес. Тешко е, што навивачите се супер, има се многу луѓе денес и беше тешко што има се играчите има многу мотивација и ние победиме Лига на Чампиони и треба време да не тренираме ништо, ама тие се потрудија многу, цела сезона ја су город и тука секогаш е тешко зашто тренерот е добар, играчите се добри, малади, со искуство и добро, многу добро искуство зашто денес салата беше полна и ние уживавме многу. Инаку ракометарите на Вардар вчера во спортскиот центар Јане Сандански во Скопје пред своите фанови и навивачи ги приложи сите 4 освоени трофеи во оваа сезона. Најпрво за освојување на СЕХА лигата, за Купот на Македонија, потоа најголемата од пред неколку дена освоената европска титула и првенствената, со што вардарци се единствениот спортски колектив со освоени 4 трофеи за една сезона. Денес имавме променливо облачно време. Во јужните делови нестабилно со локален пораен дожд и грмежи, проследено со умерена долж по Вардарието засилен северен ветер. Максималната температура се движеше во интервал од 22 до 29 степени. Утре и во сабота времето ќе биде стабилно со благ пораст на дневната температура. Преодно на облачување со слаб дожд, но со засилен северен ветер и благ пад на дневната температура ќе има во недела. Со ова го завршуваме информативното издание на Дневникот на К1 телевизија. Јас ви благодарам за вниманието. Останете и понатаму со нашата програма.